Почитувани гледачи, неделниот микс е подготвен за вас, а и јас и целиот тим од Телевизија 24 кој што учествува во креирањето на емисијата, сме подготвени да и во следните 2 часа ви пренесеме доза култура, убави разговори, инспиративни пред се гости, така ќе биде и во ова издание. Исклучително ми е драго што денес имам можност да разговарам со мојата прва гостинка. Таа е едукатор, поранешна директорка на 2 основни училишта и буквално целиот нејзин живот е посветена на децата, таа е просветен работник. Од неа секогаш има што многу да се научи и токму затоа и кога го правивме концептот, буквално не знам за што попрво да разговараме, меѓутоа ќе оставиме малку и спонтаноста да си го направи своето. Во секој случај фокусот ќе ни бидат воспитувањето на децата, односот дете-родител и ќе видиме каде сеќе од нас се разговорат. На моје големо задоволство, Нада Молеровиќ е денеска дел од неделниот микс. Добре ни дојдовте. Добре ве најдов. Ви благодарам. Ви благодарам и вам за убавата енергија која ни ја донесовте денеска во студиото. Ви буквално зрачите и секогаш е задоволство да се разговара со вас. Во секој случај прв пат официјално вака во кај мене во мојата емисија и ви благодарам што дојдовте. Ви благодарам и на вас на поканата, навистина ми е задоволство. Нада, како што спомнав, имате навистина големо искуство кога станува збор воспитувањето на деца, родители, сте биле на функција директор, но исто така едукатор сте. Па еве за почеток можеме да почнеме од тоа дека денеска се читаат многу книги, постојат многу интервјуа, научни истражувања во односот на воспитувањето на децата. Како треба да биде, постојано некои нови правила, но што оно што всушност на децата првично им е потребно? Знаете како викаат, има толку многу филозофии за родителства, толку многу различни искуства, меѓутоа никогаш не можеме да кажем дека ова е баш вистинското, затоа што и времињата се менуваат, вредностите се менуваат. Меѓутоа, она што јас сметам дека е многу важно за сите нас кога сме постанувале родители, да бидеме свесни дека ќе имаме родителска улога. Знаете, ние тоа многу, јас поаѓајќи од себе го кажувам, тога кога сум била млада мајка со своји 21-2 години, сега кога ќе се навратам назад и си велам, Боже, Наде, па ти ништо не си знаела за животот, за воспитувањето, за одгледување. Единствено што ми било, можеби, еден, да кажам, пример, тоа било воспитувањето на моите родители, кои што навистина сум им премногу благодарна, кои што во мене ги вградиле сите оние вредности што ги зборуваме ние, човечки вредности, кои што за жал многу се губат со новото време поради новите влијанија и така натаму. Значи, родителството е една филозофија, една долготрајна и макотрпна работа, бара многу само учење, бара многу пронаоѓање кој е најдобриот модел, нели да го најдете, тоа секој индивидуално треба да си го најде, меѓутоа знаете што е она задоволството, бенефитот кој што го добивате, кога ќе погледнете наназад, какви деца сте создале и сте му ги оставиле на светот, па нема поубава награда. Ете тоа е, затоа јас со право сакам да кажувам и да зборувам за искуството како родител. Да, и ете, спомнавме дека денеска и самите родители се поинакви, и самите деца со сите технологии, сето она што ги обкружува не е исто, нели, како што било порано и можеби тоа е и нормално на некој начин, времињата се менуваат. Многу често еве јас како родител се запрашувам дали сум добар родител, дали постапувам правилно, дали сум на моменти премногу строга или премногу попустлива. Веројатно тоа е и нормално. Апсолутно. Тоа е многу добро, Марија, кога родителот си го постави тоа прашање. Бидејќи ние како човечки суштества, затоа што и сме воспитувани, сме растени во време, и не само ние, него сите ние растеме под влијание и на она дома што ни се случува, дома што ни се зборува, зборови со кои што не воспитувале, потоа во училиште како не третирале, па медиумите, па улицата, па другарчините, тоа се премногу големи влијанија кои што го креираат човекот. И сега
какво влијание ние ќе дозволиме и кон какво ќе се стремиме и ќе избираме, затоа што имаме избор, нели? Ако нешто гледаме дека не е окей, ние ќе гледаме да го промениме. Меѓутоа, клучното вие го начнавте, а тоа е прашањето. Да се прашам дали сум јас добар родител. И од тука почнува се, значи вие ми дадовте одлична можност да проговориме на таа тема, затоа што многумина, верувате ми, ретко се прашуваат дали сум јас добар родител, затоа што сите сметаме дека сме ние најдобри во тоа што го правиме, дека ние тоа што го правиме е најдобро и нема подобро тоа. Не сакаме да прашуваме затоа што сметаме така сме нели воспитувани и растени во средината, ако прашаме, можеби другите ќе не осудуваат дека ние не знаеме, затоа што ние се подсмеваме на незнаењето. А фактички, незнаењето треба да биде најголемиот мотив за да некои работи ги променим. И да учиме, ако све знаеме зошто сме се родиле тогаш на крајот на криштата. Зошто го живееме животот. Нели? Да. Родителите се првите учители, ментори на децата, нели? Првиот контакт на детето е со родителот. Потоа доаѓаат, нели, учители, професори, наставници, така натаму. И ете во контекст на тоа, да, се прашуваме дали сме добри родители, дали не, но од вашето искуство досега, дали сметате дека треба да е родителот построг, дали треба повеќе да попушта, која е онаа граница на средина која што би требало да се почитува? Јас на Марија вака сум размислувала и вака сум се однесувала. Значи, првото прашање, ако нели сум била млада и не сум знаела да си го поставам каков јас родител сакам да бидам, меѓутоа можеби сум го пресликала она што моите родители нели се однесувале кон мене. Како тие ме воспитувале, во какви ситуации точно ми го вградиле оној морален компас што велиме што на сите нас помалку ни недостасува денес. А што значи тоа? Тој морален компас е фактички што е тоа што јас треба да го правам, а што е тоа што не треба да го правам. Ако треба нешто да правам, дали тоа ќе ми прави задоволство, ако нешто не треба да правам, дали јас некому ќе наштетам со моето однесување. И сега, ако јас знам дека би сакала да создадам дете кое што ќе биде паметно, кое ќе биде послушно, во смисол на послушност. Јас не преферирам послушни деца. Ме разбирате, ако е детето многу послушно, тоа значи дека ние сме му ја земале неговата индивидуалност и тој ќе се плаши се нешто да направи тоа како што ќе чувствува и сака, туку ќе се плаши од казни, затоа што можеби ако нели не си добар, секогаш следуваат некакви казни. Значи, јас сакам да бидам таков човек како што би сакала да бидат и моите деца. Ме разбирате, тоа ми е мене многу силна реченица и силна длабока содржински која што вели, па како да направам јас тоа? Каков ти човек прво сакаш да бидеш? Среќен, успешен, задоволен, смирен, толерантен, чесен, храбар, да почитуваш? Ако сите тие квалификации ти сакаш да ги има твоето дете, ти тогаш ќе треба прво на себе да си ги примениш. Ти да бидеш таков. Знаете, мислам дека е кај нас повеќе јас сакам моето да биде такво или вакво, а јас моето однесување и сваќање за нештата е сосема различно, а детето тоа го гледа. Значи, што сакам да кажам? Нашите деца секогаш учат од како ние се однесуваме, како ние зборуваме, кои зборови ги употребуваме. И тоа е знаете, детето со своето мозоче сето тоа го снима, што вика, даунлодира програми на однесување, на зборување, на манифестирање на овој начин или на оној начин некое чувство, агресивност, не дај Боже насилство и така натаму. И се е тоа во мозочето на детето како програм. И тој програм се носи до некоја возраст, додека не почне да се прашува, чекај се, дали мене ова ми користи, чекај, дали ова дали е ова вистина, чекај, дали јас ова можам да го променам. И знаете, тие прашања се многу клучни кон себе си. Каков сакам јас да бидам родител, какво дете сакам да воспитам. И од тука почнува се. А учења денеска, Марија, има мал милион можности за учења како можеме тоа да го направиме. Се разликува денешното воспитување од порано.
во смисла дека нели порано како што ќе ни кажале, ние сме слушале без прашање, без дискусија и тоа било тоа. Сега е малку поинаку, нели, како да се малку помеки родителите, децата исто тука се променети. Каде се тоа ќе не однес? Јас мислам дека децата ние ги креираме, значи за се што ни се однесуваат децата и се сме ние виновни возрастните, затоа што или ние така сме се однесувале, ние сме им биле примерот и родителството, она што го кажавме денеска, се разликува. Знаете, имате и денеска родители кои што точно си поставиле правила, граници, начин на воспитување кој што му го соопштиле на детето во текот на неговото растење. И тој тоа го гледа и ќе се придржува на тоа. Значи, премногу строг родител, како што некогаш било, знаете, нас на вистина родителите не држеле, не ни ја искажувале љубовта. Меѓутоа, она што ние денес го правиме секој ден, те сакам и ти си ми ова, ти си ми она, тоа не било, затоа што се сметало дека ако ти искажува многу љубов, дека ти можеби ќе се размазиш. Ќе се размазиш и нема да бидеш тој како што треба да бидеш. Строгоста, јас не сум за строгост, јас сум повеќе, знаете како, за почит. Во смисол почит, кога му покажуваш почит на детето, дека ти го третираш како возрасен и му разговараш, иако ние мислиме дека деца од 4-5 години не разбираат. Не, децата се разбираат. Децата точно сакаат да знаат, прво, да живеат во една безбедна средина, каде што е мирно, каде што е спокојно, каде што владее хармонија, каде што има се нормално дека има моменти кога братчете другаре некојаш не се согласуваат, меѓутоа тоа никогаш не би требало да биде пред децата. Ние никогаш не сме се расправале пред децата. Сме гледале колку што можеме да се трнеме на страна, сега некогаш сигурно се случувало. Не сме биле совршени, затоа што никој не може да биде совршен, нити такво нешто постои, нити тоа детето треба да го знае, нели така? Има и вакви емоции. Апсолутно, значи детето треба да биде присутно кога родителите помеѓу себе дебатираат за нешто и не се сложуваат. Меѓутоа, начинот на кој што се дебатира, во смисол на, јас го ценам твоите размислувања, ти можеби мислиш така, ама јас мислам така. Ајде да видиме зошто ти мислиш така, а зошто јас мислам така. Знаете, кога тоа ќе биде аргументирано, без навреди, без омаловажување, детето гледа дека така се разрешуваат конфликтите. И тоа утре кога ќе оди во училиште, тој нема ниту ќе употребува безобразни и навредливи зборови, туку ќе внимава затоа што тоа го гледа во својата средина. И затоа велиме дека гледањето е најдобриот начин на учење. Затоа мене и кога не ми е можеби добро, јас не сакам да делувам моето дете тоа да го види. Еве еден клучен пример ќе ви дадам. Нели имаше сега се случуваат многу нешта и политички некакви нестабилности, па протести, па и така натаму. Јас забележувам родители кои што децата ги носат на места каде што се зборува со големи емоции, со фрустрирачки, со лутина, со тага. И знаете, вие зборувате, правите таков говор на тело, користите такви зборови, а дете од 10-12 години стои до вас и е во една маса на луѓе. И тоа, знаете што создава? За детето тоа може не разбира. Меѓутоа, начинот, тонот на кој што се зборува, тоа е крајно вознемирувачки. И ние автоматски создаваме едно дете плашливо. Па ние не сакаме наши деца да бидат плашливи, туку напротив, да бидат, да умеат да зборуваат за себе. А тоа ќе го направиме кога ние ќе зборуваме за себе. Или кога, ја не се согласувам со тато за ова, меѓутоа, ајде да видиме што можеме да направиме. Знаете, Марија, јас мислам дека клучната работа е само блискоста, поврзаноста, која што детето треба да ја почувствува. Тоа е клучниот момент и време кој што треба да му се посвети. Да, знам дека е тешко, знам дека е некој ќе чаа, лесно ти е тебе вака или така, меѓутоа време секогаш мора да се најде. Барем 20, викаат научниците 20 минути на ден се доволни, ама вистински да седнете, да разговарате и да, повеќе бидете слушател. Не ако детето почне нешто да кажува, ние постојано да му пререкуваме па види ова што го направи, па ова не ти чини, па ова не, гртизерски, или осудувачки, или цело време наредувачки, диктаторски. Таков тип и на родители
Постојат, и тоа голем број. И тоа, знаете како прават од децата едни такви ментални инвалиди. Што сакам да кажам, значи нема да умеат да се справат во средината во која што живеат. Какви деца потоа стануваат тие кои што се растени како под режим? Знаете како, имаат страв. Значи ти има страв да сега јас денес како не добијам 5 на тестот, затоа што моите родители очекуваат јас да бидам најдобар, ја да бидам совршен. Ние така ги форсираме денес децата, да биде најдобар, да бидеш подобар од другарчето што седи до тебе, ти да се надпреваруваш, он добил тројка, ти да му бидеш љубоморен, ти треба да бидеш подобар. Знаете, таквите зборови и таквиот притисок создава прво деца кои што немаат самодоверба. Никаква, слаби се. Тие нема да зборуваат јавно. И кога ќе имаат и ќе треба да зборуваат јавно за себе, за она што нив ги мачи, тие тоа нема да го кажат. Ќе го собираат во себе, ќе им се вртат во главчето 3.300.000 мисли, никој нема да го праше, чекај, што ти поминува низ главчето тебе денес? Колку од родителите ги прашуваат децата кога ќе дојдат училиште? Како ти денеска, беше ли малку среќен? Во кој период од денот додека учеше во училиште денес? На кој предмет ти се чувствуваше среќен? Дали некој од наставниците денеска нешто кажа убаво? Не само за тебе, за сите деца во одделението. И знаете, не што јадеше. Дали доби единица, дали доби 5, тоа се прашања кои што само фрустрираат дополнително. И овие деца стануваат плашливи, не влегуваат во предизвик, во смисол ќе им се даде шанса да нешто направат во животот. Меѓутоа тие секогаш ќе бидат плашливи. Нема да може да го, затоа што ќе се плашат дека некој ќе им каже ти недоволно вредиш, ти не си способен за ова, тебе не те бива. Оттаму јас им забележував на моите родители како директор на училиште. Знаете, децата не може да бидат толку по стаклено звоно. Децата, да, треба да внимаваме. Ние сме и менторите во смисол, знаете како ментори, Марија, да бидеме тука, да ги гледаме што прават. Меѓутоа никако да ми кажа, немој тоа да го правиш, немој ова, направи исчисти и направи оди ова. Значи не тоа. Не на тој начин. Не на тој начин, туку да го гледаме, да го оставиме. Сакало да игра со пудрата на мама, остави го, нека игра, ќе му ја земеш, ќе таа на мама многу значи, ајде да видиме дали можеме да најдеме нешто друго. Не со викање, не со карање, не со навредување, не со силни тонови кои што после ги создаваме, знаете, такви деца кои што се скожуравени во себе и се плашат од се. И ете анксиозноста, зошто ке на секое трето дете е несреќно дете. Значи ние возрастните сме дозволиле нашите фрустрации, нашата немоќ како возрастни луѓе да се справуваме, да живееме во заедница на луѓе кои што се различни, со различни погледи, со различни мајндсет што викаат, на друг начин го гледа животот. Ние мислиме, за жал, дека секој мора да мисли јас како што мислам. И сега И дека јас најмногу знам. И јас најмногу знам. Не дај Боже дека треба нешто да се праша. Не е работата ако некој праша, дека тоа значи автоматски дека ти не знаеш. Кога велите дали сум јас добар родител, значи вие прашувате, чекај, па може ли подобро од ова? Кого да прашам? Па некој што веќе поминал низ таа патека. Па не е тоа ништо срамно. Што правеше ти во оваа ситуација? Како ти ова го надмина? А како ти, знаете, таа слобода на прашање и ослободување од она его, дека некој ќе помисли јас сум глуп. Ние од тоа страдиме. Јас се извинувам што морам да кажам овој збор, меѓутоа, знаете како, ние се плашиме, дури колеги работат не се прашуваат. Јас сум се чудел. Како можеш да работиш со колешката, да не прашаш што правела таа претходна, а ти доаѓаш го наследуваш одделението, а они не разговараат, нешто лично не разговараат. И сега замислете, 33 деца во одделение страдаат поради нечувството на комуникација, на респект, на отвореност и што правеше ти денес, како помина со децата, има ли нешто што треба јас да знам? Не, тоа се како поради егото. Да, само поради егото. Знаете како јас мислам дека од тука им правиме голема штета на децата, онако реков кога бев директорка во училиште и професорка сум била со децата. Знаете, ташната му ја зима и му ја носи до клупа. Заборавило детето нешто, трчаат да дојде да му донесат. Не знам што направил, трчаат, ама не се прави тоа така затоа што детето мора да ја почувствува последицата. Како тоа ќе научи дека премногу заштитничко родителство исто. Премногу. Тоа е, мислам дека знаете како, Марија, јас вака сум се обидувала на родителите кога ми доаѓале на состаноци да им кажам, знаете што? Многу едноставно. Кога вие се обидувате се на детето да правите наместо него,
Дури нели домашни пишувате. Дури не знам, значи на маса ќе му ставам, ќе му кренам, ќе трнам, ќе собата ќе му наместам све. И знаете тоа што си добива заклучок за самото себе? Ете, мене не ме бива за ништо. Ја не умеам ништо да направам. Ете, затоа мене мајка ми, баба ми, дедо ми, тите ме обслужува зашто ја не сум способен. И вие кога ќе израстете едно дете кое што само за себе вели дека не е способно, замислете какво граѓанство, какво општество, какви граѓани ние негуваме во овој систем. Значи, ние од нула треба да почнеме. Знаете каде од добро утро, добар ден. Како сте? Како си денес? Како, што мислиш? Ајде да разговараме, ајде да се сослушаме. Па не слушате, читате по социјалните мрежи што се пишува, тоа просто ми е непријатно да читам. Наде, во контекст на тоа, родителите се помалку ги употребуваат тие зборови. Значи, ми се чини дека пожално. Па тоа е апсолутно поразително да ние ве зборуваме за култура и на телевизија и промовираме културни теми и така натаму, а дури и ќе речете интелектуалци луѓе се поретко ги потребуваат тие збори благодарам, повели, еден почит, еден со друг. И тоа е страшно. Да. И како ние да очекуваме родителот ако не знае тие зборови да ги употребува? Дека треба детето. Апсолутно, она што ви кажав, значи Мислам, тоа јас веќе го гледам, мислам и во околина, во смисла, ете, да, училишта, градинки и така натаму, гости. Така е. Знаете што, Марија, ја вака мислам, ние сме човечки суштества што сме дошли на оваа планета на многу ограничено време. Значи, ние сме сега тука, утре не знаеме што ќе се случува, а ништо не знаеме, нели, што се случува, универзум, колкав е, што има што таму, ќе значи биде, да, ние тоа ништо не знаеме, ние не знаеме ни колку време староста е на планетата, ние не знаеме дали има и други суштества негде, значи цивилизации, ние мислиме дека сме ние најважните нешта што се случиле на овој универзум. Да, секој е важен како човечка личност. Меѓутоа, ако јас бидам свесна, јас цело време зборувам за свесност треба да имаме. Нели, свесност во смисол ние сме ограничени на оваа планета со животот, да. Дали јас сакам да живеам среќен и убав живот, растеретено, да ми биде убаво. Зошто јас тоа да не го направам во името мое, кога излегувам надвор од домот, кога влегувам во лифтот и мене исто не ме поздравуваат. Например, не мене, него било кој се молчи тоа, се гледа во телефоните, немате ни едно добро Нема заинтересираност, знаете, да. како да, кој те шиша тебе, значи таков еден нереспект на луѓе кои што сме сите од истиот материјал. И сега ако јас знам дека мене времето ми е овде привремено, ако знам дека моето добро однесување на некого ќе му го разубави денот, ако јас знам дека мојата насмевка некого ќе го направи среќен, наместо некој збор кој што можам некому да му го упатам, за да го му направам денеска денот, пошто нема да умее да се справи, нели, со мислењето на другите, тоа е башка тема, и ако јас тоа сакам да го направам, она его во мене, дека јас сум најпаметен, јас највеќе знам, јас сум најубавиот, јас сум најбистриот, јас сум нај. Тоа се комплекси. Е, тие комплекси, знаете, ги носите со себе и потоа вие секој што ќе види дека нешто е малку порад, па весел, па знае, па вие одма имате омраза кон затоа што вие посакувате да бидете како тој, а веќе не сте таков како што сте. И сега, ако јас сум свесна дека тоа што го давам надвор од мене, мојот внатрешен свет, мојата љубезност, убавите зборови, респектот, да сакам да помогнам на било кој начин, кога одам да кажам добро утро, добар ден, да посакам среќен ден и така натаму, мене тоа ме развеселува и јас се чувствувам среќно. Е сега, ако некому му е убаво да постојано биде критизерски настроен, да употребува навредливи зборови, да зборува лошо за другите, да биде љубоморен, да биде завидлив. Знаете, тоа е една конструкција од луѓе кои што не се свесни дека таквите емоции всушност ти предизвикуваат во твојот организам биологијата, хемијата внатре што се ствара во крвта, веднаш носи такви отрови што буквално ти го загрозуваат и здравјето. Е сега, кога ќе бидеш свесен дека тоа што го пишуваш и зборуваш јавно, или си безобразен, или си нели завидев, или си пон со омраза, тоа како бумеранг ти се враќа назад на твоето и физичко, па и ментално здравје. И сега, ако сум јас свесна за тоа, а ја верувам дека има повеќе свесни во Македонија, може би и помалку, меѓутоа ние сме тука не дека сме попаметни,
Не дека затоа што сите го имаме истиот интелект. Ама работата што ние можеме да менуваме и да учиме прво од сопствените искуства. Ако денеска сум видела дека нешто ме не повредило, некој нешто ми кажал, дали ја треба да се затворам и да молчам и да плачам и да бидам лута и да не ја сакам таа личност, да кога ја видам дека ќе имам во себе. Не, затоа што таков каков што ќе се изградам како личност, со сите своји карактеристики, со сите своји вредности, јас ќе ги имплементирам во моето дете и ќе креирам едно такво дете кој уште утре ќе биде корисен на овој свет. Фала Богу, како што се корисни за овој свет, со добра карактеристика, со човечност, со емпатичност, ме разбирате, за желба да сакаш да помогнеш и некој да му го разубавиш денот. Ние тука се уште сме заспани, за жал. Сосем сте во право. Сето тоа доаѓа од задоволство или незадоволство од самите нас, например како родители, и потоа да го пренесуваме кај децата. Има многу незадоволни и сфрустрирани родители, кои што не се задоволни можеби од работа, од приватен живот, и тоа го пренесуваат на децата. И потоа се креираат нели сфрустрирани деца, за жал. Дали сме свесни дека тоа што го правиме штета на собствен. Прво си правиме штета на себе, на целата таа хармонија, енергија која што треба да владее во домот. Наместо да го бараме чарето. Ја велам вака, во светот секогаш постоели хаос, секогаш постоеле војни, секогаш имало немири, секогаш имало политички несогласувања. Ние треба, она што не ги учиме децата, јасно што сакав вчера во мојот пост на Facebook да објаснам, е следното. Ние не можеме да бараме да го вратиме времето во кое што ние сме живееле. Ние, кога сме биле помлади и кога јас сум била родител. Вие како родители денеска имате многу поголеми предизвици, навистина имате премногу и многу поголеми грижи. Јас не би рекла предизвици, него имате навистина премногу внимание треба да посветите како да го заштитите во смисол на детето, да му вметнете еден ментален став дека светот тој не може да го смени што се случува околу него, не може да го контролира, ама тоа може да се сврти кон себе, како да тоа се однесува кога другарчето утре ќе му каже некој навредлив збор, кога наставничката ќе каже неодмерен збор, како тоа да го прифати, дали да го врати, дали да биде фрустриран, па дали родителот па се утре ќе оди во училиште, па ќе се расправа со наставникот или со детето на родителот, ме разбира, родителот на детето, и тоа доаѓа еден таква работа. Наместо, кога секој би кажал дека, знаете што, ние имаме надворешен свет, ама имаме и внатрешен свет, кој што не сме си го истражиле. Ние да живееме, не знам, 1000 години, Марија, не можеме до крај да се истражиме. Ни кои сме, ни што сакаме. Сакам да кажам, можеме да се истражуваме, ама треба да учиме. Имаме толку многу за учење, а немаме толку време да научиме се. Ме разбирате што сакам да кажам? Значи, ако гледам дека детето ми е незадоволно, гледам дека нешто му се случува, јас ќе придам и ќе сакам да разговарам со него, да видам што се случува. Зошто тоа така? Аха, ти рече, ти што направи? Од дома како ги учат? Некои ги учат, врати му бе, и ти да му вратиш. Он така да, и ти да му вратиш. Јас знам она што велам, вие како родители денеска имате толку многу предизвици да навистина не знаете кој пат да го фатите, како да се заштитите од целото ова влијание на надворешниот хаос, на она што се случува по медиуми, социјалните медиуми, како алатка. Да, не е едноставно и за родителите. Многу е, навистина е комплицирано, меѓутоа знаете што е поедноставно? Едноставно е кога ќе почнете да го барате начинот како јас сето ова, прво да си се помогнам на себе си. Како ја ова да го надминам? Ако не ми се допаѓа работата, па морам ли да ја трпам работата? Ќе најдам некоја друга. Па не е така лесно. Па не е, ама треба да учиш некои нови вештини. Па како треба да учам? Па подобро ќе учам отколку нели цело време да размислам на своји убаво е, треба сите да изгледаме убаво, нели? Меѓутоа што ми е приоритет мене? Дали јас да денеска направам тоа или да му возможам на дете да посетува некаков курс? Денеска се е достапно. Само треба да се селектираат добрите и корисни содржини. Значи, тука е во времето кога вие како родители ние ќе ги гледаме децата во што се тие добри, па ќе почнеме да ги прашуваме и им велиме ти што мислиш во што си добар? Што ти е радост кога работиш? Во што уживаш да работиш? Што би сакал цело време да правиме? Знаете, кога ти, ама активно не гледам телефонот, нели, како што е, гледам она што сакам нек се забавлja и дај ќе му го дадам да се забавува со телефонот. Телефонот јас ја гледам како алатка и за учење,
за следење нормално што се случува, меѓутоа не препуштање целосно да ме манипулира и денеска цел ден да бидам дадена, не јас само децата, особено, да бидат дадени цело време на телефоните и компјутерите кои што дополнително штетно влијаат врз развојот на мозокот. Затоа што мозокот е орган кој што е најмалку знаеме ние за него, а се наоѓа во мозокот. Она што ви реков програми, знаете, како една лента, све е тука. Ако постојаното плачење, постојаната нервоза, лутина, тие негативни емоции, реакции исти постојано, тоа, знаете, се прават такви патеки во мозокот и тоа станува навика. Ама што вели дека е добриот момент? Што тој може да се менува со нови учења, со нови искуства, со дисциплинираност во смисол, сакам и јас, нели, ќе правиме некаква диета, ќе правиме нешто ново, ќе учам нешто, да не се откажуваме, него да го тераме тоа постојано, затоа што не можеме никогаш од прв пат некои работи да ги направиме. Него да бидеме постојано, нели, да бидеме отпорни на средината. Знаете, да бидеме отпорни кога некој мене вчера ми искоментирал, нели, што не се согласува со мојот пост, ја викам, ако, добро е да не се согласуваат луѓето. Меѓутоа да не го вие со вашата забелешка, да не го навредите, да не употребите збор кој што не е, да, јас можеби мислам различно, ама јас мислам заради тоа, тоа и тоа. И тоа е само доверба, нели? Кога некој ќе ни искритикува, ние нема да реагираме, ќе прифатам, да, ќе прифатам кога знам дека е се. Мене нешто што највеќе ме иритирало и кај децата кога сум им била наставник и на моите деца кога сум ги воспитувала, сегогаш сум им велела, а мислам дека Марија тоа е една од најважните вештини што треба да ги научиме кај децата, тоа е децата да зборуваат за тоа што го мислат, да зборуваат тоа што нив ги мачи, нешто што нив ги повредило, нешто што тие се почувствувале нелагодно, нестрекно и така натаму, да не им кажеме дека срамота е да плачеш. Не ќе можеш дека е срамота да плачеш или немој да бидеш таков, сега види каков си ово она. Не, да, јас те разбирам дека ти денеска не се чувствуваш убаво. Јас те разбирам дека ти ајде да видиме зошто е тоа така. И кога децата ќе ги научиме да зборуваат отворено, ама вистински и правилно, без навреди, тогаш на нив му отвараме пат да бидат сигурни дека секогаш кога нешто не се согласуваат, да бидат во состојба да го искажат, без да ги повредат другите. Јас секогаш сум ја кажувала најголемата вистина, кога не сум се согласувала, затоа што не сум можела да спијам ако прифатам нешто да правам што не е во согласност со мојот ментален став, со моите вредности, со моите принципи, со оној мој морален компас, ја некој мече направи тоа, а јас да не се согласам. За жал, луѓето денеска не се автентични. Тоа значи дека прават нешто, така и децата ќе прават, само за да ја задоволи мама и тато. Ќе прави нешто само за да тие не му бидат луди. Ќе направи нешто само тоа, ќе му доволи све, само тие да не го казнат. А тоа нема да е задоволно. А тоа ќе биде несреќно, ќе биде незадоволно, во себе ќе си ги потиснува своите желби, можеби своите таленти на она нешто што сака, затоа што ќе смета дека неговите родители бараат од него тој секогаш да биде успешен, секогаш да биде совршен, секогаш да направи тоа. Значи, успешноста и знаењето пред тоа да бидам среќен, јас не го прифаќам. Ја прифаќам повеќе да бидам среќен, успехот доаѓа, паѓа, си оди, ама ќе дојде друг, ќе дојде трет, меѓутоа и кога ќе има неуспех, и кога детето нема да успее нешто да направи, да го охрабриме дека тоа е начинот на кој што се учи во животот. Ако не сме направиле толку грешки, нели, кај нас се смета ако сгрешиш, тоа е опасно. Нели, не смеам да признам дека јас тоа сум го направил. Кажи бе го направив, па не ми успее, па сега што значи стравот од плашење, од грешење и стравот од незнаење е она кон што не втурнува нас како човечки суштества да не правиме, не превземаме, да се менуваме. Ризик, да. Да. Социјалните мрежи се исто така многу важен фактор во денешно време. Многу родители се споредуваат со други родители, децата се повеќе или се и на самите мрежи. Кој е вашето мислење околу влијанието? Јас, например, знаете како, јас не сум, апсолутно сум противник да им се купува на децата, да им се даваат мобилни телефони од најрана возраст. Да, кога ќе оди, што му треба на дете од прво, второ, трето деление да има телефон? Што му има потреба, затоа што тоа ќе се фокусира на телефонот. Знаеме каква играчка е, знаеме какви сигнали ни праќа, знаеме сето тоа.
Јас сум да кажам љубител и сум поборник децата своите телефони со интернет зборувам. Ме разбирате? Со интернет. Значи, телефоните имате толку едукативни работи кои што децата можат од мали нозе да ги имаат. Тоа го одобрувам. Меѓутоа со ограничено време. Секогаш има ограничено време колку треба да се помине, зависно од возраста, колку време треба да се поминува на екраните. Дали се компјутери, телефони, телевизија и така натаму. Иако децата мислам дека денеска не гледаат толку телевизија. Со своја 13-14 годишна возраст, до таа возраст, мислам дека секој родител до таа возраст треба да ги научи како дигиталната технологија, компјутерите, телефоните, негативно влијаат и му штетат на мозокот. Значи да ги инспирира, да седнат заедно, значи ајде да видиме како нашиот мозок учи. Дали ние знаеме како нашите мозоци учат? Не знаеме. Мислиме дека само со повторување, преповторување, она што јас сум голем противник, а тоа е учење на памет, нели? Што е нешто во 18 век, нели? Или да му прераскажувам лекција на детето кое што денеска може да најде, нели, со сите модерни платформи, се и сешта, него е она клучот што да се освестуваат и да се будат преку знаењето. Да се откриваат себе, кој сум, што сум, како сум, така и тие треба да откријат прво што штети и како му штети на мозокот користењето, на прекомерното користење на технологиите. Ако тоа заеднички се прави, значи сето ова што се учи, Марија, треба се додека детето до пред пубертетот треба заедно да го учат со родителите. Децата и родителите заедно за било што, затоа што кога детето ќе види дека и вие се интересирате, ајде да видиме ваква информација ајде да видиме што користи, тоа од вас ќе научи како да поставува клучни прашања и на овие, нели, платформи, кој ChatGPT што и да е, вие можете да имате алатката, ама да не знаете кое прашање да го поставите за да го добиете вистинскиот одговор. Така да, кога вие со вашето присуство во барањето и тргањето на одговори, како и што му штети на мозокот, колку дигиталната технологија му пречи, колку време е препорачливо, до која возраст е препорачливо. И потоа она клучното што родителите што се премногу попусливи, знаете, заради мирот што сака да си го има дома. Не знам кој каже ги направиле телефоните, ги прават даделки кои што, нели, гледате вие мало дете што од бебе му ги давате оние импулси, оние вибрации, оние бои кои што на мозокот, да, значи го пореметува правилниот раст на мозокот. Сега кога родителите би го знаеле тоа, онак што велите вие каков родител сум, чека да видам како ова дигитална технологија му пречи на моето дете. Јас прво ќе се информирам. Пречи, нели? Да, и кога гледам дека ми пречи колку време јас поминувам и дали треба да поминувам и кога треба да го тргнам, ама затоа што сме свесни дека ни штети и ни е превеќе користење е штетно. Ако да се вратам на вашето прашање, значи до 14 години сметам дека децата не треба да имаат интернет. Ако имаат интернет, секогаш има на парентал контрол. Значи, родителот мора да знае што неговото дете гледа на телефонот. Навечер, мобилниот телефон никогаш не треба да стои во спалната соба на детето. Таму не треба да има ниту телевизори, ниту овие дигитални алетки. Затоа што? Од каде знаете вие вашето дете што чепка? Знаете колку се они вешти во таа технологија? Ако нема тој интернет, ако може би сте му ограничиле, преку дете друго другарче, преку Вибер, се поврзува, мислам, јас сум ги слушала и сум ги знаела тие како што прават они на своите родители. Значи, земање телефоните до утре сабајле. Прво, она што реков, да знаат колку и зошто им штети дигиталната технологија. Она клучното е нашата поддршка од дигиталната технологија. Јас исклучително ја ценам и ја почитувам и јас го учам. И учам преку дигиталната. Тоа што мене ме интересира, ја го наоѓам. Меѓутоа, и она што како родители треба да бидеме едуцирани е како да се однесувам на интернет, затоа што автоматски си личност во дигиталниот свет. Да знаат дека има таму опасности, дека таму има закани, дека таму има предатори кои што можат да ти наштетат на твоето, нели, на твојата безбедност и животот. Колку случаи имаме низ светот. Ако родителите тоа добро го знаат, ако прво тие се информираат, па потоа заедно со детето ги согледаат сите тие закани, и како треба да се внимава, како се комуницира, дека се што се прави останува тамо вечно и дека мора да се внимава
со кого разговара, како разговара, што споделува, што зборува, како се однесува. Значи тоа е она што викам, вие како родител дополнително вам ви требаат такви знаења за да можете да си го да го едуцирате детето, но не да го плашиме од технологијата. Да. Не да јас исто така и реагирав кога рекоа дека во училиште ги земале и ги заклучувале во шкафчиња. Нема потреба од тоа. Кога на детето ќе му ја дадеме ние јасна, децата сакаат инструкција, Марија. Значи, еве како на пример, како на пример. Детето има да речеме 5 години, 4 години, 6 години, што и да е. Станувате вие наутро, нели? Се будите со вашето дете и му велите: "Денеска сакам да правиме тоа. Имам идеја да направиме ова. Што мислиш како ќе го водиме ден? Можеби денеска ќе одиме кај тетка ти, Значи детето мора во своето главче да знае денот како вие од прилика планирате да го поминете, за да тоа, знаете, си направи некое свое во главчето, денеска ќе имам ова, го вежба мозочето што е тоа што сака да го прави. Истото и со наставниците. Кога идат децата во училиште, наставниците мора да им кажат: "Не доаѓам, почнувам со час, сега ова ќе правиме." Не, кажи им зошто ти тоа го правиш. Зошто некои нешта се прават? Децата сакат јасни насоки. Во контекст и на ова, во смисол, да, телефоните ќе ги користиме. Ајде да си направиме едно правило. Во смисол, заеднички ќе седнеме. Колку и да е детето мало, ќе му дадеме значение со тоа што ќе го прашаме. Што мислиш? Колку време денеска мама и тато и сите ние треба како семејство да бидеме на телефон? Ние да си дадеме задача. Што ќе правиме денес? Ќе пишуваме, ќе цртаме, ќе читаме, ќе играме, ќе одиме во парк, ќе одиме во планина, ќе одиме негдека, било што. Веднаш тоа треба да му се постави правила во кои што тој самиот учествува. И ќе че, мамо, добро, само пола сат денеска да си играм. И вие после половина час му велите: "Се договоривме денес половина час, ајде сега да го земеме телефон, ама тоа све се разговара. Не го земам ја и не разговарам, нели?" Го земаме телефонот, со убаво му објаснуваме. Се додека не им објаснуваме зошто ги правиме нештата што ги правиме, тие ќе бидат и фрустрирани, ќе бидат и нервозни, ќе бидат и лути, ќе искршат телефон, како што некои вика кршеле телефони, тоа е веќе страшно, значи тоа е веќе без контрола. Децата мора да бидат под надзор и под контрола во смисол не диктаторски наредбувачки, него со разговор. Ќе го трнеме телефонот. Што ќе правиме? Ќе читаме и ќе бидеме доследни. Секогаш доследноста до правилото кое што сме го поставиле е клучниот момент. Дали ќе ја воспоставиме таа навика и таа свест дека тоа се користи толку, а после ќе правиме тоа. И знаете, вие ќе во главчето сте му ставиле една рамка дека тоа треба да разговара, треба да игра, треба да црта, дека се е временски ограничен. Ако велам, ја не можам ништо да му направам, он се лути, не му го зимам и тоа иде, детето иде уште еден чекор повеќе. Пробува уште еден чекор повеќе. Ја често пати имам и на моја реченица и кам децата се мали диктаторчиња. Во смисол, тие се не една чиста содржина од љубов, на кој што им е потребна многу љубов, на кој што им е потребно да им кажа дека ги сакате затоа што и денеска го скршиле и направиле некаква биле, дека вие и без тоа ги сакате, со тоа што ќе им кажа дека добро, следниот пат ќе внимавам, ама јас те сакам, си добил единица, јас те сакам, само сакам да видиш дека ти што можеш да направиш за да ја поправиш оваа слаба оценка, што да се видиш себе си, дали ти доволно учише денеска, дали ти си задоволен од тоа што го вложи во себе за да ја добиеш таа оценка. И прашањата се тие кои што ја развиваат критичката мисла. Критичката мисла не се создава со давање на готови одговори и решавање на сите проблеми наместо детето, мајката, наставникот, туку кога тоа нешто што ќе го направи, вие после тоа му поставувате прашања во смисол: што мислиш ти за ова, како ти тоа би го направил, или ако веќе работи гледа некаков лик на интернет, што мислиш за овој лик, дали мислиш дека е тоа во ред така што се однесува. Ме разбирате, сакам да кажам, после секое некое гледање, активност, настан, па дури идење на гости, ако се однесувало детето непристојно, нели? Да. Вие ќе го прашате: што мислиш, дали можеше на подруг начин денеска да се однесуваме? Дали беше среќен ова? Дали, значи, постојаното поставување, ама моќта на поставувањето на прашањата бара вештина, бара учење, бара
постојано усовршување на мене како човек, на вас како човек, на вас како мајка, на нас како наставници. Ние мораме секој ден да бидеме подобри, јас да бидам подобра што сум била минатата година. Не како една флоскула и една празна содржина, туку да го согледам јас мојот пат на развојот и како родител, и како наставник, и сега како човек кој што се уште мислам дека има толку многу работи што можам да ги научам и фала му на технологијата што постои да можам да споделувам и да учам и да гледам како ни светот луѓето ги навинуваат некои работи. Многу инспиративен разговор, на вистина. Јас многу научив преку ова интервју, верувам дека нашите гледачи, и при крај сме со времето, па Нада би ве прашала, ете за крај, да ги скоментираме овие преубави фотографии кои што моментално ги гледаме на екраните. Вие, како што спомнавме, сте едукатор, но исто така сте имали функција на директор на 2 основни училишта и сте буквално целиот живот посветени на децата, ете и како педагог, како професор. Па еве кажете ни, ете и жена со трајни вредности имате награда, сосем заслужено, апсолутно. Честитки за тоа. Ете, кога ќе се навратите на сето она што било и она што е денес, како вие гледате на сите они изминати години во просветата, ете, ако може да се каже? Марија, многу ви е добро прашањето, за крај ќе ме инспирирате дополнително да кажам, многу сум среќна, многу сум задоволна, не оно само бендисано, него задоволна од сето она што јас во својата професија, во својата работа со децата, со родителите, со моите наставници, секогаш сум го барала и сум го давала најдоброто од себе, без некакви калкулации во смисол и без некакви, како да ви кажам, некое чувство дека јас нешто можам повеќе, дека јас нешто вредам повеќе од другите. Напротив, сум била среќна затоа што првата и главна цел секогаш ми била децата да ме бидат среќни кога доаѓаат на училиште, дали ми биле како ученици, па кога ќе ги сретнам денес да ми речат: "Леле, професорке, колку се сеќам на вашите часови." Значи, кога вие ќе допрете некои мали души со она што сте како човек, како наставник, како директор, кога ќе, знаете, не можете вие на сите да им се бендисате, ама они ми вика: па знаете што, јас да бидам мирна, дека јас сум си го направила најдоброто што сум знаела и умеела. Без разлика дали овие личности мене ме повредувале, дали некој се однесувал вака. Не, јас сум викала, јас сакам да направам се што мислам дека е најдобро, да ми бидат среќни, сум сакала и наставниците да ми доаѓаат среќни на работа, затоа што сум сметала дека среќните луѓе се добри луѓе, дека среќните луѓе се секогаш инспирирани да работат. Затоа што, Марија, ако вие ги држите луѓето, ако сте им, работодавец, ако ги држите под стрес и барате да си ги своите некакви си, не знам, ако имате чувство на комплекс, па сега позицијата ви ја дава таа моќ, да вие правите со луѓето што сакате, тоа не е добро. Јас сум сакала да бидат среќни, затоа што и да бидат слободни, да се чувствуваат респектирани, исто како и децата. И секогаш со задоволство се сеќавам дека Наде, можеш да бидеш мирна и среќна, ти направи се што мислеше дека е најдобро да направиш, и навистина немам ни еден момент за кој што нешто би рекла: за ова можеби би го направила на друг начин, или дали се каам, или не знам што. Не, мислам дека многу е важно, кога испомнав и моите родители. Татко ми беше можеби мојот прв мотивацијски говорник, тој долго разговараше со нас. Секогаш не охрабрувал и ни викал: гледај животот да не ти помине кога ќе станеш возрастна, да си речеш каде бев, нигде, што направив, ништо. Затоа што сите ние, кога доаѓаме до некоја одредена возраст, нели, секој си прави на своите циклуси животни преиспитувања. Чекај сега, барем би требало. Каде сум? Дали сум тамо каде што сакам? Дали можам да бидам подобар? Дали можам да учам повеќе? Дали можам да се променам? Значи, се тоа. И кога ќе дојдам кога ќе дојдеш на некоја возраст, кога ќе си погледнеш назад, да ти се помине една насмевка и кажеш: да, ја го направив тоа најдобро што можев и бев среќна, затоа што не сакав луѓето околу мене да ги направам моето присуство
да го загрузи нивниот простор, да се чувствуваат непријатно, да се чувствуваат непочитувано, да се чувствуваат фрустрирано. Јас тоа никогаш не сум го дозволила, затоа што јас сум се чувствувала среќна заради тоа. И така многу сум благодарна на вистина, што ете, дали е тоа енергија, универзум, што и да е, ама сум била автентична на тоа што јас го мислам, што јас го сакам и така сум се однесувала. И така и денеска ни внесовте убава енергија во ова интервју. Ви благодарам многу за вашето гостување. И јас ви благодарам многу, на вистина ми беше драго. Апсолутно и мене. Да, и ете се надевам дека пренесовме убава енергија на нашите гледачи. Благодарам од срце, да, се радувам. До следна прилика, бидете ми поздравени, а почитувани гледачи, вие бидете тука затоа што за кратко се враќаме повторно назад.